Од вкупно 193 повредени во пожарот во Кочани, 93 пациенти се пуштени на домашно лекување, додека 100 уште се згрижени во болници во земјата и странство. Министерот за здравство, Арбен Таравари, изјави дека состојбата на еден од четворицата критични пациенти покажува знаци на подобрување. Според медицинските тимови, повеќето пациенти се во стабилна состојба, но дел од нив имаат сериозни изгореници што бараат подолг третман. Властите продолжуваат со истрагата за причините за пожарот и мерките за спречување на слични несреќи во иднина. Од денес, над 340.000 пензионери во Македонија ќе добиваат зголемени пензии за 2.500 денари. Ова е второто линеарно покачување, по првото во септември 2024 година, со што вкупното зголемување изнесува 5.000 денари во последните 9 месеци. Со ова покачување, минималната пензија достигна 18.192 денари, а властите уверуваат дека финансиската стабилност на пензискиот фонд е загарантирана. Владата најави дека во иднина ќе се работи на системско усогласување на пензиите со трошоците за живот. Силно невреме со обилни врнежи од дожд и силни ветрови ги погоди грчките острови Парос и Миконос, предизвикувајќи поплави и значителни штети. На Парос, улиците се претворија во реки, водата носеше автомобили и навлегуваше во домовите, додека спасувачките екипи интервенираа во критичните зони. Слична ситуација се случи и на Миконос, каде што поројните дождови и силните ветрови предизвикаа поплави и материјална штета. Властите воведоа забрана за движење на возила поради опасните услови. Метеоролозите предупредуваат дека нестабилните временски услови ќе продолжат и во наредните денови, со можност за нови поројни врнежи. Кина започна големи воени вежби околу Тајван, обкружувајќи го островот со 19 воени бродови, меѓу кои и носачот на авиони Шандонг. Маневрите вклучуваат симулација на блокада, што Пекинг го оправдува како одговор на сепаратистичките политики на Тајпеј. Тајванската војска реагираше со распоредување на своји сили и надзорни системи, осудувајќи ја кинеската акција како провокација. Овој потек доаѓа по посетата на американски представник во регионот, што дополнително ги заостри тензиите меѓу САД и Кина. Меѓународната заедница со загриженост ги следи случувањата, повикувајќи на смиреност и дипломатски диалог. САД и Јапонија повторно ја истакнаа својата поддршка за Тајван, предупредувајќи дека секоја ескалација може да има сериозни последици за стабилноста во регионот. Американскиот претседател Доналд Трамп повторно го покрена планот за купување на Гренланд, изјавувајќи дека тој е 100% сигурен дека ќе го добие. Идејата за купување на оваа територија на Данска беше претходно отфрлена од Копенхаген, која нарече понудата апсурдна. Трамп верува дека Гренланд е стратешки важен за безбедноста на САД и дека купувањето на островот ќе го зајакне влијанието на американците во Арктикот, каде што кинескиот интерес во последните години значително се зголеми. Сепак, влошените дипломатски односи меѓу САД и Данска ја зголемуваат тензијата околу ова прашање. Данска, која е суверена во однос на Гренланд, ја одби понудата, посочувајќи дека островот не е на продажба. Министерот за надворешни работи на Данска изјави дека било какви преговори за продажба на територијата се невозможни, иако додаде дека ќе продолжат со развој на добрососедските односи. Со растечкиот интерес за природните ресурси и стратешкото значење на Арктикот, не е јасно дали ќе има понатамошни преговори, но планот на Трамп сигурно ќе продолжи да биде актуелен во наредните години во услови на глобални геополитички промени.